Ви благодариме и вас што не гледате и благодарам и на публиката што дојде. Не дека нешто друго има многу на телевизија, нели? Не дека имате некој избор. На телевизија може да најдеш само турски серии и реклами. Значи тоа е изборот кај нас. Турска серија и реклама. Значи гледање телевизија во Македонија изгледа вака. Го земаш далинското, Ферхунде бегај дур не дошол. Чисти алишта и чисти гаки. Ама те сакам, што ако сме роднини? Перењето никогаш не било полесно. Лил. Сакате и други канали да продолжам? Ајде. Пере алишта, пере чорапи, пере тошев. И гол! Ти конечно си викаш спорт. Гол ќе бидеш ако не си ги испераш алиштата. Затоа купете. Но, кои се најлоши? Најлоши се секако индиските серии. Да, толку така. Пред 2 месеци случајно свртев на една таква серија. Пред цели 2 месеци. Значи, уште се сеќавам бидејќи ми се врежа во главата. Фатив една жена, многу драматична сцена беше, знаете, онака плачеше нешто и паѓаше чашата успорено. Знаете, онака успорено чашата и паѓаше. Вчера, после 2 месеци, пак ја фатив истата серија, истата жена, истата сцена, уште и паѓаше чашата. Не бе, овие немаат крај што им се индиските серии. И малечката невеста, например, значи ќе дојде еден ден, ќе ми рече мајка ми, жаре ти 8 заврши кога се роди малечката невеста. Жаре. Онака слава, собрани кифлички јадеме руска и вујко ми, женска прва, знаеш која фати? Малечката невеста у градинка кога ја пуштија. Кога? Нема бе никаков ред во овие серии, никаков ред. Телевизијата отиде без трага. Ја да ви кажам искрено, последен добар лик што си има појавено на македонска телевизија е Диме Такси. Нема. Од тогаш надоле е целата работа. Нема ништо асално. Но не се во телевизијата, мораме да си наоѓаме и други занимации, например книгите. Девојка ми доаѓа дома, ми дава книга. Ми вика, ова мораш да го прочиташ. Ја ја гледам книгава, насловот, зошто мажите сакаат секс, а зошто жените сакаат љубов. Значи некаков си интернационален бестселер, но пази, под насловот пишува жени, запознајте го бруталниот свет на мажите. Ја мајка да. И земав, ја прочитав, ужасна грешка. Меѓу првите реченици од книгата вика, мажите се секогаш сомничави, затоа добро е да ги испитувате каде биле и што правеле. Вика, мажите се слаби на детали и што повеќе пати повторувајте им го прашањето, тоа ќе ги доведе да полудат. Што изгрешивме толку, замисли, некоја жена ептен да се внесе ваква некоја лудачка книга, ти идеш дома од кафе и она, како пишуваше? Кај беше? Молам? Кај беше? На кафе. Зошто? За да пијам кафе. Зошто? Зошто ми се пие кафе. Зошто? Зошто сум навикнат да пијам кафе. Зошто? Значи не знам зошто пијам кафе. Пази, во право е книгата, ако за нешто е право, во право е дека стварно мажот ќе полуди кога некој ќе ти вергла. Зашто? Значи, пазете што читате, бе. Ако сте истражувале за феминизам и не знам што, сигурно сте сретнале нешто што го пишува и во книгата, дека жените викторијанки во Англија таму биле научени да не се впуштаат во сексуални фантазии, туку да си ја трошат својата љубов кон мажот, семејството и државата. И општо прифатен совет, ова не лажам, помеѓу жените бил дека секоја жена треба да си ги рашири нозите кога ќе легне и да мисли на Англија. И се замисли како било тоа, доаѓаш, секси тајм, пушташ Бери Уајт, едно друго, ја совлакаш, и таа почнува Англија.
кога сме кај Англија, бев минатиот викенд кај Гевгелија, Трнав. И не знам дали сте виделе колку коли одат за време на викенда кај Грција. Значи, тоа е хаос, бе луѓе. Не ми се верува дека баш сите одат заради Макдоналдс. Значи, некој ќе рече, предавници, бе. Кај Грција, предавник, бе, душо продадена. И овие му враќаат, во Солун одиме за да видиме до кај Македонија, бе, брату. Брату цела да е, брату. Брату цела, еј. И нормално, јас знам зашто одат тоа ради Икеа. Поточно да си купат онакви масички од по 5 евра. Значи, македонци во Икеа можеш да видиш со такви 5 масички ставени у тоа кесата голема жолта. Значи имаш за нас, за кумот, за мама, за стрина. Значи да, и ќе се најдеш со некој наш и муаветот секогаш е има брат нешто ефтино. Во Икеа 100% ги начекуваш комшиите Васка и Златко Скарани. 100%. Начукале двајцата по 100 години, дошле за теписон, пепел се направиле за да го купат овој или овој. Пепел! Но, да ви кажам право, убаво е кога сме сплотени. Убаво е, бе. Ретки се тие моменти кога буквално цела држава се сплотува заедно. Во историјата, македонци биле сплотени како едно само на денот на независноста, многу голем момент нормално. Голот на Шакири од корнер со Англија. Да. Четвртото место кошарка, цела Македонија сплотени. И најсплотени сме биле Оскарот на Леонардо и Каприо. Да. Не може, човек не може да не помисли, добро е, чекај, македонец да освои Оскар, па колку тогаш ќе се радувавме, бе, да му се плика. А уствари, зашо би добил па некој македонец Оскар, сигурно нема за филм да дојде, бидејќи кај нас реално и не се снимаат многу филмови. Мислам, прашај ги македонските актери. Сами ќе ти кажат дека поредовно од филмови снимаат бубрези. Сами. Добро за греото. Единствено нешто за кое може да добиеме Оскар, единствена шанса ни е документарец за диви животни. Не ми верувате? Па замисли да снимиме документарец за, да речеме, мечката на Груевски. Одличен. Или чекај, за октоподот на Бранко. Многу добар документарец. Или орелот на Ахмети. Многу добар документарец. Крај крајева, ако не можеме ново сценарио, значи ако не знаеме како ново, ќе си земеме старо, ќе си направиме ремейк. Ремейк, пример на најуспешните оскаровски филмови. Еве, веќе снимаме еден, не знам тоа дали знаете, во режија на Катица Јанева, Титаник со Јанкуловски и Јанакиевски во главните улоги. Тој се снима во моментов е. Оди. Господар на прстените исто можеме како ремейк да го направиме. И нормално, главна улога ќе биде единствениот вистински господар на прстените, Александар Маленко. Но, некој ќе мора да го игра и Голум. Се сеќавате на Голум, така? Значи Голум во Господар на прстените беше ликот кој упорно сака да добие барем еден прстен и ќе направи се што треба за тоа. Каролина Кочева. Шега. Може да имаме и ремейк на, да речеме, Англиски пациент. Тоа беше многу добар филм. Се сеќавате? Со Ралф Фајнс. Многу добар. Малку постаричок, ама супер филм. Значи, Англиски пациент со Ралф Фајнс, а македонски пациент, се разбира, ќе биде Саша Политико. Нормално.